Деновиве кога насекаде околу нас се стават украси во пречек на Божик, најчесто во форма на светилки, убаво е да се потсетиме на главната причина за овој празник. Тоа не можеме да го направиме, а да не се запрашаме кој е Исус, кој е тој што го прославуваме за Божик. Да се обидеме да одговориме на оваа прашање преку една од метафорите кои Исус сам ја користи за себе, онаа на светлината. Тој изјавува во Јовановото Евангелие: "Јас сум светлина на светот, кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ќе има светлина во животот." Исто така и евангелистот Матеј потврдува дека Исус е Божјата светлина. Тој го користи месијанско пророштво од книгата на пророкот Исаија. Ајде да го погледнеме текстот во Исаија. Ке го возвеличи крај морскиот крај од онаа страна на Јордан, низ на Божечката Галилеја. Народот кој оди во темнина ќе види голема светлина. Врз оние што живеат во земјата на смртната сенка ќе болсне светлина. Понатаму читаме: "Зошто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на рамењата негови и ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. Неговата власт и мирот бескраен ќе растат врз престолот на Давид и во царството негово, за да го утврди тој и да го зацврсти преку суд и правда од сега па до века." Ова месијанско пророштво почнува со ветувањето дека Галилеја ќе има значителна улога во Божите планови да го искупи светот. Такво прецизно географско пророштво, запишано стотици години пред Исус да живее и да поучува таму, не би требало да ни биде непознато нам денес. Пророчките зборови дадени на Исаија зборуваат за светлината дадена на сите пагани, на сите народи на светот, на сите етнички групи. Може би одиме во духовна темнина. Многумина живеат без знаењето за слободата најдена во Исус. Заробени сме од окултното или пак од гревовите од минатото, кои не врзуваат во секакви деструктивни навики. Ова е темнината која води во злоупотреба во семејствата од религиозни побуди, или пак во насилство во име на религијата. Тоа е суштината на темнината, а јасно може да се идентификува откако еднаш ќе ја видиме светлината. Одиме во морална темнина. Животи на најневините се погубени, без и да се размислува за тоа. Исус се родил токму во ваков вид на темнина. Тој својата светлина ја донел за да ја разбие темнината во која Ирод сакал да ги убие невините деца, но не успел да ги поништи Божите планови. Одиме и во интелектуална темнина. Библијата ни вели дека нашите умови се помрачени, исклучени од она што е добро за нас. Исто како кога некој ќе ја вклучи светилката во темна соба, ни треба време да се навикнеме на светлината и на нашите умови им треба обнова која ќе дознаеме зошто Исус бил роден во помрачениот свет, донесувајќи ја светлината со неговото совршено учење кое не било надминато од никого. Има и такво нешто како што е политичката темнина. Некои луѓе живеат во темни подрачја, каде што соседите се шпионираат едни со други, таму каде што нема слобода. Исус носи надеж во животите исполнети со темнина, покажувајќи дека таквата темнина нема да постои вечно. Исус бил роден токму во таква темнина, но тој со себе донел светлина. Тој бил роден во семејство кое било раселено заради пописот, чија цел била уште поголеми даноци врз луѓето. Насреде сето тоа радост за новата рожба го исполнила ова многу сиромашно семејство. Што да се каже за темнината на смртта? Темнина која го прогонува срцето на секој човек. Мигот кога секое срце застанува да чука, кога ги губиме најсаканите и кога нема веќе време за поправање на нештата. Смртта го демне секое срце,
се додека една друга светлина не ја порази. Токму оваа темнина е надвладеана со Исусовата смрт и воскресение. Како што пророкот Исаија вели, луѓето кои живееа во темнина видоа голема светлина. Размислете за темнината од која Исус Месијата дојде да не избави. Барајте од Него да ве осветли со Неговата светлина. Да му се помолиме. Господе Исусе Христе, Ти си вистинската светлина која дојде во светот. Те славам Тебе кој си мокен да ме спасиш. Ти благодарам зашто Ти си тој кој не избавуваш од темнина. Повикувам кон Тебе да блеснеш со својата раскошна светлина во мојот живот. Ти благодарам што си мој избавител. Те молам за луѓето кои ги сакам да го запознаат Твоето спасение лично, во силата на Светиот Дух и во Твое име. Амин.